Македонската влада е спремна да ги отвори картите со официјална Софија, но црвените линии нема да ги премина. Премиерот Мицкоски денеска порача дека е подготвен да разговара со бугарската влада, но дека и не е коректно некој да очекува дека ќе се смени досегашниот став. Изјави додека е на власт нема да дозволи, како што кажа, вакви предавства и манипулации да се случат. Затоа што пред 8 години, кога менувавме имење и презимења, ни викаа дека сме фронтранери. И кога ќе смениме име и презиме, за 3 години, 4 сме во Европската Унија. Тие 3-4 години изминаа пред 3-4 години. Кај сме ние денес? Онаму кај што бевме пред 25 години. Супер е да го смениме уставот, најдобри ќе бидеме. Најдобри ќе бидеме. Уште ако може да не сме македонци, да сме нешто друго, најдобри ќе бидеме. Онака како што некој ни прави булинг и сака да ја стопира Македонија да напредува во Европската Унија. Тоа нема да го дозволиме. Оваа влада тоа нема да го дозволи. Додека сум јас таму, кој ќе дојде друг, нивна работа. Ставот на Бугарија засега е јасен. Нема да отстапи од преговарачката рамка на Македонија со ЕУ. Шефот на бугарската дипломатија Георг Георгиев вчера изјави и дека Бугарија постојано се спротивставува на предлозите за укинување на барањето за едногласност за донесување одлуки во Европската Унија. Изјави дека со едногласноста ЕУ действува решително во геополитичките предизвици, а во исто време ја зема предвид националната чувствителност на земјите членки. Веруваме дека во сегашната сложена геополитичка ситуација е исклучително важно Европската Унија да го одржи своето единство, земајќи ги во предвид интересите на сите земји членки, спроведувајќи сеопфатен пристап што обезбедува високо ниво на политичка поддршка од земјите членки и демократската легитимност на одлуките на Европската Унија. Еврокомесарката Кос за време на презентација на извештаите за напредокот на кандидатките пред телото АФЕТ порача дека во следниот период ќе се залага за квалификувано мнозинство. Процесот на преговори со ЕУ само да стартува и завршува со едногласност. Следната недела се очекува ЕУ да објави и документ извештај за реформи во Унијата.